Македонските ученици не знаат колку е висок Монт Еверест, но знаат како да се евакуираат при дојава за бомба. Не знаат што е фотосинтеза, но знаат како се пренесува COVID-19. Изминативе месеци па и години образовниот систем никако да влезе во прав колосек. Настава со физичко присуство по онлайн има, ама нема учебници, дојава за бомба, трчајте дома пред компјутер. Ова станува секојдневие зашто државата никако да најде решение на проблемите кои само се таложат. Од независниот синдикат за образование предупредуваат дека нефункционалноста на институциите трајно ќе се одрази врз знаењето и воспитувањето на учениците. Фактори кои што може да влие државата се нормално да обезбеди нормални услови, да обезбеди учебници кои што ќе нема во моментов. Значи тука дефинитивно под зател системот не ги обезбедил основните потреби кои што треба и тука да има директно влијание за уназадување на воспитно-образовниот процес, државните институции, односно ќе бидам попрецизен, Министерството за образование и наука. Но во другава ситуација, по однос на оваа виртуелна војна во која што се наоѓаме, тука тоа е, ајде да го дефинираме како виша сила. Со учениците не смее да се експериментира, предупредуваат познавачите. Велат дека е доволно само да се следат примерите од соседството. Ова е сериозна потешкотија и е малце несериозен пристап. Например, во некои други држави соседни ќе ги земеме за пример каде што имаме слични појави со поголем или помал интензитет, имаме целосен пристап или кон онлайн настава или кон настава со физичко присуство, затоа што комбинираниот модел недоставно не може да вроди со плод, нити може да биде успешен. Трчајки или летајки да стигнат до дома наставниците и учениците за 1 час за да бидат онлайн. Срамота, со месеци да не можат да се решат бомбите. Граѓаните бурно реагираа на ваквата одлука, која во низа го стрелеше образовниот процес. Нередовниот превоз во главниот град не помалку е проблем за учениците. Целосна капитулација на Министерството за образование оценија и од Сојузот на средношколци. Разликата во оваа ситуација со таа во пандемијата пандемијата беше нешто што никој не може да го контролира, односно имаше реална закана од заразување. Сега на некој начин ова е своевидна капитулација на Министерството, бидејќи наместо да се осигурава дека нашите училишта се безбедните некаде што може да се учи, наместо да се најдат виновниците и одговорните за дојавите за бомби, ние велиме не можеме ништо да направиме, ако има дојава за бомба ќе мора да се седи дома и да се учи онлайн. Дека квалитетот на образовниот процес опаѓа, потврдуваат и меѓународните студии. Истражувањето на Teams, кој ги мери знаењата и способностите на учениците во 4 и во 8 оделение, покажа дека во математичка писменост од 58 држави, Македонија е на 45-то место, а во природни науки на 51-то. И резултатите од меѓународната студија PISA ја сместуваат Македонија на дното. Нашите ученици се на 63-то место по природни науки, а на 67-то во читање со разбирање и во математика од вкупно 77 рангирани држави.